почитуван градоначалник Трпковски, почитуван заменик директор на агенцијата Салами, почитувани присутни. Како што можеме да видиме, реконструкцијата или дел од трасата за реконструкција на локалниот пат Патишка река село Дражилово во нешто повеќе од 3 километри должина е скоро целосно завршена, така да во оваа фаза ние преку средствата кои што се обезбедени од буџетот на владата на Република Северна Македонија имплементирани преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, обезбедуваме навистина равномерен регионален развој на сите локални заедници во Република Северна Македонија. Така да преку овој проект ние ќе обезбедиме несметан проток на негде околу 1500 луѓе, за кои што реконструкцијата на оваа делница од патниот правец беше преку потребна. Овде повеќе од 50 години воопшто не се интервенирало на овој пат и самиот пат беше во многу лоша состојба. Денес е направен по сите стандарди и со тоа навистина во овој период ќе можеме да рачунаме на едно големо задоволство од луѓето. Знаеме дека во изминатиот период тука имаше и одредени искажувања на одредени незадоволства на локалното население, кое што е од мешан етнички состав, така да она што го правевме во изминатиот период како влада, дека градиме едно општество за сите, директно на терен преку сите овие преку 200 проекти кои што се одобрени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, навистина покажуваме дека сите луѓе во државата ни се значајни, сите локални самоуправи сакаме да ги поддржиме, а воедно обезбедуваме на овој начин да младите луѓе останат на своите родни огништа, да имаат добра комуникација, да може, еве, типичен пример е и Патишка река, каде што имаме почеток на развој на рурален туризам, кој што према најавите како што се од општината и од градоначалникот во наредниот период, значи тие сместувачки капацитети и капацитети на ресторани ќе се зголемуваат и токму затоа потребен е еден ваков пат, со тоа што морам да нагласам уште еднаш, најбитна работа е квалитетот на животот и во руралните средини подеднакво како во урбаните средини. Благодарам.